Муслиманите во земјава и во светот денеска го слават Рамазан Бајрам, поедномесечниот пост во кој верниците се воздржува од храна и пијалоци од зора до зајди сонце. Денеска во сите џамии се служеше утринска Бајрам намаз молитва. Верниците ги посетуваат домовите на најблиските роднини за да го честитаат празникот. Бајрам го прославуваме вака со децата. Идеме и кај родителите, па кај браќата, сестрите и после ги посетуваме најблиските, роднините, пријателите. Ова е големиот Бајрам, Фитир Бајрам го викаат, што доаѓа после постот на Рамазан. Кажете ми што поставувате на трпезата кога се собира семејството или кога доаѓаат гости? Обично сладко, така, и бомбончиња за децата, секако, баклави со шербет. Прво да им честитам на муслиманите, среќен празник на Бајрам. Ги чекамо гости со баклави, со локум, со шеќер, па мажите прво идат на гости. И така, среќа нека има тоа. Верниците од исламска вероисповед овој празник го слават 3 дена. Тоа е месец на добрина, милост, љубов и простување. Муслиманите сметаат дека Рамазан на секој дом му носи полни раце дарови, милост, беричет и проштевање. Инаку, согласно законот за празниците, првиот ден на Рамазан Бајрам е неработен за сите граѓани на Република Северна Македонија. Во Тетово денес поголем дел од продавниците и фирмите беа затворени, но имаше и такви кои што работеа. Единствена паралелка во Полошкиот крај за лица со оштетен вид и со целосно слепило и други попречености. Веќе 4 години функционира во основното училиште Братство Мигени во тетовската населба Дреновец. Тука се одвиваат во наставни активности. Секој ученик кој има оштетен вид или пак целосно слепило, но и лице со Даунов синдром, може тука да дојде со цел да ја зголеми и полесно да ја совладе материјата во воспитно-образовниот процес преку специјалните средства, опрема, машини, но и посебна литература за оваа категорија ученици. Libra të përkthjera në Braille, maqinë të Braille-it ku Значи, во овој кабинет, значи средства што имаме, значи браева машина, машина за учење на браевата азбука, потоа имаме браеви книги, значи од сите изданија, значи сите предмети. Има исто така, освен браевата машина и книгите, има и зголемени лупи. Истакна дефектологот Алмира Бакија. Училницата е опремена со проект на Американската агенција за меѓународна помош USAID. Проектот треба веќе да заврши, но од општина Тетово уверуваат дека кабинетот ќе продолжи да функционира во рамки на образовната програма на локалната самоуправа. Дефектологот Бакија вели дека самиот проект покажал развој на децата и напредок во совладување на материјалот. Помагат многу овие додатни часови. Имаме ученици што се тотално слепи и овие книги, значи напишани со браева азбука, многу им помагат и им го леснуваат и воспитно-образовниот процес и во редовна настава. Може, значи, слободно тие деца да се вклучуваат и во редовна настава. Моментално тука на дополнителна настава одат 5 ученици. Од кабинетот очекуваат овој број да се зголеми, затоа што освен часови тука е предвидена и медицинската компонента, односно здравствени контроли и прегледи на очите кај децата со цел рано откривање на проблеми. Тука се предвидува и дополнителна настава, односно курсеви за компјутери, англиски јазик и разни советувања. Полицијата сомничи двајца гостиварци за серија тешки кражби, кои биле вршени во период од година и половина. МВР соопшти дека надворешната канцеларија за криминалистички работи Гостивар поднесе кривична пријава против 35 годишниот КФ и 38 годишниот РИ поради постоење основи на сомнение за сторени 21 кривично дело тешка кражба и 2 кривични дела кражба. Како што информира полицијата, во периодот од 22 декември 2017 до 17 април 2019 година
На подрачјето на Гостивар, во куки, патнички возила и стоматолошка ординација, пријавените со употреба на физичка сила отворале влезни врати, додека во патничките возила со кршење на стакло, пошто влегувале внатре и одзеле пари, електрични апарати, компјутери, електрични машини за работа и алат. На овој начин се стекнале со противправна имотна корист од скоро 800.000 денари. Анализите покажуваат дека полицијата успева да расветли околу 50% од тешките кражби. Според податоците во годишниот извештај на полициската станица во Гостивар, лани во Гостиварскиот регион имало 272 тешки кражби, од кои половина биле расветлени. Вкупно 128 од тешките кражби биле во станови, куки и викендици, 15 во продавници и маркети, додека 3 во верски објекти, цркви и манастири. Најголемиот број од кражбите биле извршени со насилно провалување на влезните врати или на прозорците и балконските врати во приземјата на објектите, како и со влегување преку подотворени прозорци или незаклучени врати, во присуство или при отсуство на нивните сопственици. Од 6 до 9 месецов ќе се одржи 8-миот поред традиционален филмски фестивал Watch Out, кој годинава ќе се одржи во Музеот на Комунистичката партија во Тетово. Годинава за фестивалот има голема заинтересираност. Аплицирале преку 400 учесници од голем број земји од светот. Исто така овој пат ќе има и after party секоја вечера. У четврток во Шандевер е Флорента Браши, у петок исто така ќе има еден квиз што ќе биде во Викторијан, исто така и во 8 ќе има еден after party и во 9 што е и доаѓа недела ако не се грешам, во Викторијан ќе биде Red Garden. Па филмови ќе има различни филмови, имаме 3 категории уствари, експериментален и анимиран филм што се една категорија, имаме краток филм и исто така имаме и документарни филмови. И како и што кажав, секој ден од 8 часот ќе се покажуваат филмовите. Рече Екзона Муслиу од невладината организација Лоја. Целта на фестивалот е да ја пополни празнината на филмската уметност во Тетово, каде со децении нема кино. Зашто немаме кино во Тетово, така да ова би била добра прилика за нив. Еве да ни кажете од каде се имаше апликанти, колку апликанти нели аплицира новиот филм, од кои континенти и на која основа нели се избрае? Вака, имаме околу 402 апликации за овој 8 едиција на Watch Out Film Festival. Има од 5 континенти што аплицирале, има од, ако треба да ги спомнам некои од државите, има од Шпанија, Франција, Германија, има од Бугарија, Ческа, исто така има од Израел, од Иран и од многу други држави. Истакна Муслиу, проекциите ќе се изведуваат на отворено во Музеот на Комунистичката партија во Тетово. На конференцијата на Подгоричкиот клуб председателот Стево Пендаровски порача дека регионалната соработка е клучна за развој на нашите држави и овозможува поврзување на сите нивоа. Пендаровски во обраќањето на регионалната конференција проширување на Европската унија на крстопат на Подгоричкиот клуб, што се одржува денеска во Скопје, изјави дека подготвени сме да ги започнеме преговорите за влез во Европската унија. Доколку на Северна Македонија и Албанија не им се даде датум за почеток на преговори за членство, а на Босна и Херцеговина позитивно мислење за поднесеното барање за членство, наместо суштински напредок, во регионот ќе имаме разочарување. Во однос на најтешките прашања, ние го направивме нашиот дел. Република Македонија својот кандидатски статус го стекна во далечната 2005, значи точно пред 14 години. Оваа година ја добивме 10-та поред јубиларна препорака од страна на Европската комисија за почеток на преговорите. Недобивањето на датум за почеток на преговорите во јуни или јули, нека биде seедно, ќе предизвика големо разочарување, но и тоа сакам отворено да го соопштам, сериозно нарушување на кредибилитетот на Европската унија и на македонската влада. Одстапката која од наша страна се направи, а тоа е промената на нашето уставно име и тоа за севкупна употреба,
беше болна и драматична за голем број наши граѓани, што се потврди и на референдумското изјаснување. Како Европска унија и у овој ситуацiji одложи. А ако ЕУ и во оваа ситуација го одложи почетокот на преговорите, а јас се плашам дека тоа ќе го направи, тогаш тоа ќе биде лоша политика и кон Северна Македонија и кон Албанија. Владата на седница ја разгледа и усвои информацијата за реализација на проектот за користење услуга за одмор и рекреација на деца од семејства со социјален ризик и за деца корисници на посебен додаток за лето 2019-та. Министерството за труд и социјална политика е задолжено во рок од 5 дена да донесе програма за 7-дневен одмор на децата опфатени со овој проект, како и да објави повик на Националната радиотелевизија во сите редакции, веб страницата на Министерството за труд и социјална политика и во центрите за социјална работа во јуни 2019 година за учество на заинтересираните деца во оваа програма. Ракометарите на Вардар и европски прваци вчера еуфорично беа пречекани од илјадници граѓани на аеродромот Скопје, по улиците и на плоштадот Македонија. На крајот на пречекот химната на Вардар грмеше од илјадници грла на плоштадот. Популарниот германски политичар владеачката ЦДУ Валтер Липке е пронајден мртов на својот имот во Касел. Полицијата се сомнева дека е убиен со куршум во главата. Детали за злосторството засега не се познати, бидејќи на имотот на кој што бил убиен, Липке не е пронајдено оружјето, поради што се претпоставува дека засега непознат човек губил политичарот. Полицијата го претресе целиот имот, како и околината ги испитува соседите. Американскиот председател Доналд Трамп се сретна со британската премиерка Тереза Меј на вториот ден од неговата посета на Британија. Според соопштението, во фокусот на средбата биле односите со Кина. Вашингтон лобира кај сојузниците да го исклучат кинескиот телекомуникацијски гигант Huawei во поставувањето на новата 5G мрежа, поради стравувањата дека таа ќе им овозможи на кинеската власт пристап до податоци или да спроведе шпионажа. Посетата на Доналд Трамп на Британија, која е проследена со голема помпа, но и со протести против него, е дизајнирана да го зајакне сојузот меѓу двете земји, кој е затегнат поради различните ставови во врска со Брекзитот и трговските односи спрема Кина. Секако и да се потврди безбедносната соработка на 75 годишнината од сојузничкото истоварување на денот Д во Втората светска војна. Mr. President, as we look to the future, I'm confident that our common values and shared interests will continue to unite us.
Tonight we celebrate an alliance that has helped to ensure the safety and prosperity of both our peoples for decades, and which I believe will endure for many years to come. Председателот Трамп во говорот на раскошниот банкет во негова чест во Бекингемската палата, нарекувајќи ја 93 годишната кралица за одлична жена, рече: This evening we thank God for the brave sons of the United Kingdom and the United States who defeated the Nazis and the Nazi regime and liberated millions from tyranny. The bond between our nations was forever sealed in that great crusade. Државната посета на Трамп на Британија беше ветана од страна на британската премиерка Тереза Меј во јануари 2017 година, кога таа стана првиот странски лидер што се сретна со Трамп откако тој ја презеде функцијата. Од друга страна, анкетите на јавното мислење покажуваат дека председателот на Соединетите држави воопшто не е популарен кај британците. Врнежи од дожд вчера направија големи проблеми во централна и западна Србија, а утро во Баточина паѓа без престан. Заради врнежите, отежнате сообраќајот во тој дел на централна Србија. Жителите стравуваат од поплави, затоа што реките направија големи проблеми во Кралево. Вчера повеќе домаќинства беа поплавени во Кралево, каде паднаа 120 литри дожд на метар квадратен. Најмногу настрада село кај Кралево, во кое водата ги поплави гробиштата. Вонредна состојба е прогласена и во 12 општини, при што меѓу загрозените подрачја се Кралево, Книќ, Трстеник, Врњачка бања. Водостојот на реката Сава ќе биде во порас, а во следните 2 дена се очекува врнежи со помал интензитет. Војската на Србија соопшти дека е подготвена веднаш да реагира во случај на повик од секторот за водредни ситуации. Многу ниски температури и снег зафатија делови од Австралија. Австралиското метеоролошко биро соопшти дека снегот е ретка појава во Квинсленд, бидејќи таму немало значајни врнежи од 2015 година. Во југоисточна Австралија, пак во Нов Јужен Велс, падна голема количина снег. Државниот хидрометеоролошки завод прогнозираше за оваа област силни ветришта од 85 до 90 км на час. Предупредување за лошите временски услови било објавено до територијата на крајбрежјето, долго 1000 км, вклучувајќи го и Сиднеј. Граѓаните се советуваат да останат дома поради силниот ветер и дожд. Времето денес беше променливо облачно со повремен локален дожд. Попладне наместа нестабилно со локален пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Температурите се движеа во интервал од 9 до 22 степени Целзиусови. Утре не очекува променливо облачно и нестабилно време, попладне со пороен дожд и грмежи. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме, со пообилни врнежи, грмежи, засилен ветер и појава на град. Температурите ќе се движат во интервал од 9 до 24 степени Целзиусови.